Не секој европски или светски бюрократ е запознаен со деталите од Преспанскиот договор, поради што грешките се честуваат, па и покрај уверувањата на власта дека придавката македонски е зачувана, за странците се почесто македонскиот народ и нација стануваат северномакедонци кои говорат северномакедонски јазик. Токму тоа е опасноста за која предупредуваа експертите при самото потпишување на договорот, а тоа е дека полека ќе станеме северномакедонци за светот. Вториот проблем е што договорот од Преспа е билатерален, поради што придавките не се обврзувачки за остатокот од светот, туку само за потписниците, вели поранешниот амбасадор и аналитичар Ристо Никовски. Според него, кога Македонија би била поделена земја на јужна и северна, по примерот на Кореја или Ирска, тогаш можевме да претендираме дека ќе има македонци, а бидејќи Јужна Македонија официјално не постои, не може да се залажуваме дека ќе постојат македонци, туку само северномакедонци. Според тоа, договорот од Нивици и после договорот од Нивици, македонски народ нема. Ако ние се залажуваме и се уште се чувствуваме македонци, тоа е наш проблем. За светот ние се повеќе и повеќе бидеме северномакедонци, ќе биде јазикот северномакедонски и така натака, што де факто ќе значи реализација од наша страна, а и од целиот свет на договорот од Нивици, кој ние го потпишавме на еден крајно предавнички начин. Никовски исто така смета дека деловите од договорот каде е задржана кретеницата МКД е само привремено решение, затоа што не одговара на името на државата. И ако некогаш започнеме преговори со Европската Унија, разни држави ќе ни ја заменат кретенката, а не само Бугарија или Грција. Ваквата реакција доаѓа откако вчера, среде Скопје, австрийски новинар во прашање на пресконференција на министерот Бојар Османи не нарече северномакедонска нација. Османи побрза да го коригира, правдајќи се дека овој пат станувало збор за грешка во преводот.